Почитувани гледачи, добровечер. Вечерашнава емисија има доста сериозен и доста драматичен расплет, а веројатно денес и утре и прекутре сигурно ќе се случи или ќе се случува во некое семејство оваква слична или ситуација која навистина има еден специфичен ток. Наиме, во името на моите колеги и во името на моите пријатели кои инсистирава да после мое 35 годишно искуство работно си допуштам да од своите случаеви во невропсихијатриската пракса поедини случаи ги прикажам како случаеви кои се доста еклатантно интересантни за гледачите, а всушност преку тие емисии мојата намера е и да ја опишам и болеста која настанува како последица на таквите драматични сериозни ситуации, бидејќи како гледачи многу по-впечатливо и многу по-долго ќе ги памтите не само снимките од емисијата, туку и описот на клиничката слика на болеста која е настанала како последица на драматичната ситуација која ќе ја изнесам. Наиме, ова е вистински случај и се случува во еден град со едно многу специфично и еден специфичен ток на развој на ситуацијата. Односно, во ноќните часови, негде после 12 часот, после 00 часот конкретно, бев повикан од една сериозна особа во возрастни години да мора да дојдам да разговарам со неја, бидејќи се работи за сериозни последици по целото семејство, посебно по животот на семејството. Всушност, го испочитував нејзиниот повик и во тој разговор, во таа средба, доста драматично ја осозна вистината за причината и потребата да разговара со мене во тие касни сати и да бара помош од мене као невропсихијатар колку можам да ја ублажам или да ја смирам целата ситуација. Станува збор за наш колега, инаку по професија ветеринар, дипломирани ветеринар, кој живее со својата мајка, меѓутоа е неоженет. Во една од случајните средби во некое кафуле во градот, запознава една група на млади девојчиња и девојки, при што една од тие девојки му го привлече веднаш вниманието. Како што и бидува, во текот на ноќта се зближуваат, се запознаваат, се дружат и така натака, за да во еден момент веќе младиот колега ветеринар почнува да осеќа голема симпатија према таа особа. Особата која ја запознал во кругот на тие девојки, всушност била девојка која дошла на гости од Загреб во овој град, кај својата тетка за време на школскиот распуст. Нејзината намера била да подоцна студира, меѓутоа, како овој млад колега изразил голем афинитет и блискост према таа особа, во еден момент во наредните денови разговара со неговата мајка и прашува дали може да ја доведе девојката, да ја види и ако одговара, он и би се оженил со неја. Како што се договориле со мајката,
во наредните денови девојката доаѓа као гост во таа куќа и во моментот кога побарала да испие одреден напиток, случајно немале, синот, колегата ветеринар, отишол да купи во колонијалната продавница, при што сега неговата мајка малку постудиозно почнала да прашува кој е тоа, што е, како дошла во Скопје, на кој начин дошла, што е врзува за Скопје, при што добила доста сериозни и драматични информации, при што мајката останала дословно збунета, уплашена од сето оно што го чула од девојката. Наиме, девојката има тетка која живее во Скопје, родена сестра на нејзиниот татко, кој се оцелил во Загреб и се оженил и таму формирал семејство, во кое семејство се родиле две сестрички. Кога го кажала името на својот татко и кога кажала семејството каде оди, мајката била стаписена. Всушност, тоа бил нејзиниот бивши некогашен сопруг, кој во моментот после 3-4 месеца брака, доваѓа до размирици, доваѓа до специфични тешки ситуации, каде што на почетокот биле вулгарни зборови, биле вербални зборови, на крај прешле во насилие. Умеѓувремено, кога веќе се родило детето, бракот се разведува и мајката го замолува да после разводот повеќе не се јавува кај неговиот син, за узврат не бара никаква алиментација, не бара никакви средства и така натака, таа ќе се потруди да го исчува, да го изгледа, да го ишколува и да утре биде нејзина заштита. Како се договориле, така и направиле. Всушност, умеѓувремено мајката, кога веќе детето почнало да бара татко и се прашува каде е мојот татко, всушност било измамено од мајката дека наводно таткото негов починал во сообраќајна несреќа и нема татко. И дека сега се само нив двајца и дека тие двајца сега припаѓаат еден на друг и еден со друг си припомагаат во својот живот, дека таа има обврска да го ишколува, да го подигне, да го едноставно одоми, да утре има свој дом и да биде негова заштита нејзина од негова страна. Во меѓувремено, кога дошол нејзиниот син, ја затекнал мајката во една панична ситуација, во една стресна ситуација, во еден стрес, збунета, изменета во контактите, во разговорите, едноставно не знаел што се случило. Средбата се завршила со напитокот и сето тоа, меѓутоа мајката успева да запише нејзин телефон и ја замолува повеќе да не контактира, дека секое контактирање со него ќе му го загрози животот, а со тоа ќе го загрози и нејзиниот живот, бидејќи ситуацијата е многу сериозна. Од тие причини ја моли да сите контакти меѓу нив се дословно прекинат, ако сака и таја и тој да не доживеат доста тешки и сериозни последици по нивното здравје и по нивниот живот. Советував мајката да во наредните 15 дена го напушти градот, отпатува негде на одмор во некоја земја, Грција или каде било. Битно да нема средби. На голема среќа
младата девојка сериозно опомената од неговата мајка, упатена кон нејзе, ги сватила сериозно и постепено се повлекла од тоа нивно дружење и на голема среќа набрзо после неколку дена се враќа назад дома и контактите меѓу нив се прекинуваат. На тој начин е спасена целата ситуација. Всушност, ова сторија, ово што го сега зборувам, има за цел и е увод во наредната емисија во која ќе зборувам за еден многу сериозен и озбилен проблем, за една многу сериозна ситуација која денес во скоро секоја куќа и во секое време на различито место може да се случи и да даде доста тешки и сериозни последици. Наиме, кога мајката дознала дека оваа девојка е всушност керка на нејзиниот бивши маж, а нејзиниот син пак е заинтересиран да влезе во блиска врска со неја, фактички брат и сестра. Во медицината ова појава се вика инцест, потекнува од латинскиот збор и означува родоскрвавање или всушност полов контакт меѓу членови од блиско семејство. Последица на овој инцест, на ова состојба, на ово полово општење сексуално меѓу блиски членови на семејството изродува меѓу битните првенствено проблеми во психијатријата кои имаат посебно значење, а се тесно врзани за состојбата која се вика стрес и стресна ситуација, односно на почетокот криза и кризна ситуација. Овакви доживувања на блискост меѓу членови на семејство од најтесен круг, генетски, нажалост, подоцна даваат жестоки последици по породот или по раѓањето на детето од таквиот брак, на таа блиска семејна врска меѓу членовите во брачната заедница. Во психијатријата, подоцна, кога ќе зборувам за ова инцест, ќе се користам со записот кој го имам во стручниот дел на мојата, да кажем, професија, каде што со еден многу јасен став ги објаснувам постоењето на стресот и стресните ситуации, на кризата и кризните ситуации со така наречени психички реактивни пореметувања. Значи, ќе зборувам во наредната емисија, користејќи се со документацијата од записите што сум ги водел во тоа време и кои стојат пред мене, и ќе ви ги презентирам вас во наредната емисија. Значи, ќе зборувам за реактивните пореметувања во психијатријата, каде што меѓу најблиските од таа група се групата на стресот, стресната состојба, на кризата и кризните состојби. Почитувани гледачи, ова беше само еден увод во делот од емисијата која следи после ова во наредната недела, кога ќе зборувам за ова врста на
така наречени реактивни психички пореметувања, ќе зборувам за клиничката слика, за симптомите, за манифестирањето во посебни моменти кај поедини личности, бидејќи секој човек е уникатна личност за себе и секој на најразличен начин ги доживува овие реактивни состојби, психички реактивни, дури и каде имаме еднојајчани или двојајчани близнаци, различито ги доживуваат стресот и стресната ситуација, односно кризата и кризната ситуација. Значи, во наредната емисија ќе зборувам за сериозноста на примерот на доживеаната сторија која ја регистрирав, запишав и ви ја презентирав вас, а за последиците ќе зборувам за болеста и за сето оно друго што е тесно врзано со таа болест, односно со тие болести, ќе зборувам во наредната емисија. Мислам дека не случајно го избрав овој дел од мојата збирка на регистрирани случаи, бидејќи денеска многу често е овој инцест присутен, а поготово присутен е во одредени држави како нормална појава. То имав прилика да лично се уверам кога боравев во Либија како доктор, имав прилика да видам многу такви случаи на бракови од семејства блиски на брат и сестра. Целта им била да се сочува богатството. Денес такви примери имаме во еврејската популација. Денес такви примери имаме во многу други средини, каде што навистина тој момент на тоа полово општење, на тоа полово сексуално задоволување меѓу родбински блиски врски е итекако драматично, али е несватливо за нас во оваа средина во која ние живееме. Иако знам неколку случаеви на инцест бракови кои се склучени во Битола, во Струга, каде што буквално е прегазено преку тие етички, преку тие морални норми и младите влегле во брак, при што навистина нанеле еден сериозен удар со последици и консеквенци по семејствата и на едните и на другите. Значи, во наредната емисија, поводот за стресот и стресната состојба, за кризата и кризната состојба, ќе биде збор, а увод на таа емисија управо беше инцестот, мада во инцестот или за инцестот има уште многу што друго да се зборува како случување во психијатријата. Меѓутоа, да не шириме и да не ширам фактички, поентата ми беше да ја опишам состојбата криза и кризната ситуација која денес секој од нас и стресот и стресната ситуација на било кој начин, во било кој време, на одреден начин ја доживуваме, ја преживуваме и реагираме онака како сме наумиле или како ни е помогнато и кажано што да сториме за да ги совладаме тие воредни ситуации кои се присутни во нашите личности. До наредната емисија, почитувани гледачи, ви посакувам добра ноќ, а темата на наредната емисија ќе биде стресот
стресната состојба, кризата и кризната состојба као реактивни психички пореметувања во личноста која едноставно ја доживува таа изменета, променета рамнотежа која настанала абортивно, јако, непредвидливо и дала сериозни консеквенции и последици по однесувањето на личноста понатаму. До наредната емисија, почитувани гледачи, ви посакувам пријатен викенд и добра ноќ.